Јавност, почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани колеги, ова е еден од оние законски решенија кои што се еклатантен пример како се злоупотребува европското знаменце. Ова беше случај кога фактички кога требаше да биде закажана комисиската расправа на ден вторник, понеделникот стигна законското решение кое што е во овој случај на 400 страници, 232 члена и се очекуваше од пратениците на опозицијата на ваков закон за енергетика кој што уредува една клучна дејност која што во моментов треба и изискува градење на стратешка стратегија, на логистичка стратегија како да се соочиме со енергетската криза, за да неколку часа се прочита материјал од 400 страници и при тоа да се изгради став. Ние побаравме тогаш да има одложување барем од неколку дена и добивме презакажување ново на седницата на европски прашања за мислете, наместо да биде на комисија за економија, за да можат колегите кои што се од овој делокруг посуштински да преговараат и да разговараат со цел формирање на законско решение кое што ќе го положи тестот на времето. Не знам зошто и од која причина доби европско знаменце и се најде на комисијата за европски прашања, и заради тоа што и да сакавме да разговараме и да подготвиме амандмани, сепак заради деловникот не можеше тоа да биде подолго од 2 или од 3 дена. Ајде што се случи тоа, ние тогаш го кажавме нашиот став. Ние ќе ги поддржиме сите оние нешта кои што се усогласуваат со европските регулативи од аспект на енергетика. Но поднесовме два амандмана. Едниот амандман кој што тогаш владиното мнозинство го одбија, кој што бараше производителите и трговците со храна на мало да бидат префрлени на регулиран пазар. Тогаш го одби власта овој амандман, за по неколку дена ете да го прифати и со тој начин повторно доаѓаме до оној заклучок дека сите оние мерки кои што навремено се предложуваат од ВМРО ДПМН ради чистинат не се прифаќаат, за по неколку дена да излезе Димитар Ковачевски или било кој министер од владата да каже да, еве, ние имаме дизајнирано антикризни мерки кои што во случајов треба да им помогнат на граѓаните. Но што е суштинско со овој закон, почитувани граѓани? Со овој закон шверцерски се протнуваат членови со кои што се дозволува пренос на собственост и пренос на лиценци на малтене најлесен можен начин како да се работи за малалски грана, па некако да се работи за бизниси кои што генерираат мултимилионски профити. Ние поднесовме амандман кој што комплетно требаше да ја рачисти аферата Броево. Афера Броево која што со овој закон, од која ќе биде изгласан, ќе биде комплетно легализирана. А што значи тоа? Тоа значи дека сегашниот премиер Ковачевски, кога станал заменик министер за финансии, го повлекол својот удел од фирмата Пиксел и за тоа тврдеше дека ги повлекол и ликвидните средства. Тоа беше лага. Заради тоа што ако ги земете сите списи од Централниот регистар, ќе го видите дека само го повлекол својот удел во сопствеништвото, но не ги повлекол и ликвидните средства. Ајде тоа помена како што помена. Со ова законско решение, со кое што се прави злоупотреба на европското знаменце, утре, без разлика дали премиер, министер или било кој друг член од владата, ќе може по завршувањето на својот мандат веќе првиот ден да направи пренос на собственоста и на лиценцата. Тоа значи дека ќе ни се повтори Кочо Андјушев, односно заменикот премиер, односно вице-премиерот, кој што е задолжен за координација на економски сектори и кој што има директна можност да одлучува кој ќе ги добие лиценците, каде ќе се отстапи одредено земјиште, по кои поволности и кои субвенции, утредента по завршување на мандатот ќе може да направи со еден документ пренос на собственоста. Ние поднесовме амандман со кој што исклучиво се бараше председател или членови на управен или надзорен одбор во јавно предпријатие формирано од државата, кое што се занимава со енергетика, директор на истото предпријатие, министер на министерството кое што ги управува работите од ресорната дејност, во овој случај министерот и заменикот на Министерството за економија, заменик председателот на владата, одговорен за координација на економски сектори и председателот на владата по завршување на функцијата 5 години да не може да се занимаваат во дејноста енергетика. Но не само тие, брачниот другар или роднина од прв степен по права линија, наредните 5 години да не може да се занимаваат со енергетика. И зошто го поднесовме тоа? Заради тоа што веднаш по завршување на мандатот, Кочо Андјушев се врати во енергетскиот сектор со добиена фотонапонска централа во Осолмај.
Истиот оној кој што одлучува, кој треба да добие субвенции, поволности, само што му заврши мандатот, утредента човекот стана собственик на ватва фотонапонска централа. Дозволете да подсетам на Душко Заев, синот на премиерот, поранешен Зоран Заев, најмладиот 18 годишен милионер во Република Македонија. Веднаш по завршувањето на мандатот на татка си, формираше компанија која што во моментов почнува да генерира милионски профити. Истото утре ќе го направи и Димитар Ковачевски, кој ќе заврши со премиерската функција, со еден обичен поднесок бел лист, согласно законот кој што вие денеска имате намера да го донесете, и за кој што нема ниту еден пријавен, ќе може да направи лесна преносливост на собственоста. И утре значи дека истиот премиер, истиот функционер, истите тие директори, кои што самите на себе си доделуваат државна помош, па потоа велат јас не знаев, јас не можев да влијаам, кои што си доделуваат грантови од Фондот за иновации, само што ќе им заврши мандатот, со еден обичен поднесок, тие ќе станат повторно собственици на компаниите кои што ги имаат или ги оставиле на собственост на кумот, на синот, на продучот или некој друг. Така не се спречува корупција. Вака не се спречува корупција. Требаше да се одважите и конечно, ако сте стварно сигурни дека таа е одредена ситуација, можеби структурирана или направена од некој од опозицијата, еве го начинот таа ситуација да беше променета. Но што се случи? Владеачкото мнозинство, знаејќи дека овие работи не се случајни, одлучи да гласа спротивно на овој амандман. И тоа значи дека сега ние имаме комплетно законски начин, со европско знаменце поминат, и тоа е нотирано во извештајот на Европската комисија, со европско знаменце поминат закон кој што утре им дозволува на овие кои што се наоѓаат на ваквите клучни функции да направат и да формираат во моментите додека ја извршуваат таа функција предпријатија, да си доделат грантови, да си доделат најповолни локации каде што може да се направат тие фотонапонски централи или било какви не, да си доделат државна помош колку што сакаат и веднаш да станат новопечени милионери како што тоа го направи Душко Заев. Син се извинува на Зоран Заев. И веднаш само што ќе заврши нивниот мандат, луѓе стануваат новопечени могули во енергетскиот сектор и се збогатуваат. И од другата страна ја имаме сега онаа подизгубена државна комисија за спречување на корупцијата, каде што ни кажува женава дека одела пешки. Па ако одела таа жена пешки, која ќе дојде сега расправата за буџетот на која што комисија сум јас председател, јас ќе ја повикам, бидејќи по деловникот после министерот треба да се обрати председателката на комисијата, слободно нека дојде, нека каже, ние одеме пешки, бараме од собранието, бараме од пратениците во новиот буџет да ни се обезбедат средства за ние да не одеме пешки, за да не морам потоа да пишувам смешни соопштенија дека оваа иницијатива нема никаква врска и покрај тоа што кумот на премиерот во фирма која што била заеднички составена, заеднички формирана, добива од државна помош од милиони и милиони денари и евра. Дали е нормално фирма која што била заеднички формирана од кумот и од премиерот да добива тендери од државните електрани? Не е нормално. Тоа е корупцијата. Затоа ќе препаѓаме на индексот на Transparency International, затоа од Европската комисија во извештаите ќе видиме само пониско и пониско рангирани. Имаме еден документ кој што сите вие колеги можете да го видите, каде што во последните години ова е најниската можна оценка на некој извештај на Европската комисија, само заради тоа што вие како пратеници не сакате да поддржите амандмани кои што ваквите појави ќе ги ограничи, нема да дозволи да се случуваат. На овој начин, не само што не докажавте дека аферата Броило можеби не е ни вистината, туку ја докажавте нејзината вистинитост и ги засиливте сите оние тврдења дека во таа афера и во енергетскиот сектор во Република Македонија функционираат само високи функционери на власта составена од ДУИ и од СДСМ. И затоа ќе гледаме немили цени кога функционерите или децата на ваквите моќници кои го тепаат Марко Бислимовски само заради тоа што ќе се дрзне конечно дури кога законски не ги почитуваат своите права, ќе им ја одземе лиценцата. Жалам што испадна вака, жалам што не успеавте да се надминете себе си и жалам што повторно во наредната година и во догодишниот извештај на Европската комисија повторно ќе имаме нотирање дека го злоупотребуваме европското знаменце за закони за кои што се секирате само да направите профит на вашите владени функционери. Ви благодарам.
Силвана Ангелевска има збор, повелете.